Денес во последната епизода на Юскет. Смртта на еден од најпознати магијаничари на сите времења. Смртта на Хари Худини. Како што кажа кога ќе биде последна епизода од втората сезона на I'm Scared, денес за тема го имаме Хари Худини, човекот кој што со неговите мистериозни трикови го водише во целиот свет и мислам дека не треба многу да збориме и да влеземе во содржината. Хари Худини е роден како Ерик Вајс во Унгарија во 1874 година. Кога имал 4 години, тој емигрирал во САД со неговата мајка Сесилија и четврцата браќа за да се сретне со неговиот татко Херман, кој веќе се преселил во Соединетите држави некои години претходно. Се населили во градот Аплтон, Висконсин, каде што неговиот татко бил рабин во малото реформско собрание. До 9 годишна возраст, делумно за да издржи своето семејство, Ерик започна да работи како трапез артист во циркузи. Во 1882 година неговото семејство се преселило во Њујорк, каде Ерик започна да настапува во шоуто на Водевил, кој тогаш се сметало за врв на пирамидата за забава, иако на почетокот Ерик не направил големо влијание. Во 1891 година, 17 годишниот Ерик и неговиот пријател Џејкоб Хејман создадува чин кој вклучува основен сет на карти и магични трикови и потоа се нарекува себе си браќата Худини. Во 1892 година, по смртта на таткото на Ерик, браќата Худини го продолжија своето патување настапувајќи во музеј Малите театри. Во 1894 година Ерик се ожени со 18 годишната Вилхелмина Беатрис Ранер или позната како Бес, која стана неговата асистентка на сцената. Двојката одеше на турнеи под името Худините. Но животот како патувачки изведувачи беше тежок. Во 1898 година 25 годишниот Худини размислуваше целосно да го напушти бизнисот изморен од годините на патување. Значи така што можеме да заклучиме од овие два пасоси. Хари Худини бил од унгарско потекло, тие со мајка му живееле во Унгарија и потоа се преселил во САД, каде што бил неговиот татко Херман, кој што се преселил во Соединетите држави неколку години претходно. Таму Ерик за да донесе пари што се вика дома, почнал да работи како трапез артист во некој циркус блиску до неговиот дом. Во 1882 година неговото семејство се преселило во Њујорк и Ерик таму влегол во шоуто на Водевил. Тоа било напознатите шоуа, се сметало за врв на пирамидата на забава, на трикови, на магии, на такви работи што се по циркузите. И можеме да продолжиме. Во 1899 година, додека настапува на турнеја во Сент Пол, Минесота, Худини го привлече вниманието на еден Мартин Бек, човек со влијание во светот на Водевил. Однако гледаше како Худини избега од пар полицајски лисици, Бек му даде на Худини негов пар лисици за да се обиде да избега од неговите. Худини го стори истото со леснотија. Импресиониран, Бек ги стави Худините на влијателната патека Орфеум Водевил, што значише дека мажот и жената Худини ќе изведуваат помалку шоуа, но за повеќе пари. Профилот на Худини почна да расте како уметник за бегство и тој се водушеви поради неговата вештина во манипулирање на брави. Така, значи, тој кога настапувал на една турнеја во Минесота, некој човек, влетен човек, Мартин Бек го видел и се посетил во неговите трикови што ги прави Худини. И тогаш на тој настан Худини правил трик каде што бегал од полицајски лисици, значи тој маха ги ставаците позади и без клуч, без ништо излегол од тие лисици и тој човек од Мартин Бек бил во публиката и му рекол: "На ти мои лисици, избегал моите лисици да те видам ако толку лесно", зашто мислел дека Худини прави некој трик и дека не е тоа не избегал на вистина, туку избегал со некоја помош. Но Худини го направи истото со неговите лисици и овој човек од Мартин Бек бил восхитен и потоа го земал со себе и го вработил во Орфеум Водевил. Тоа било на друга турнеја, каде што таму мажот и жената Худини би земале повеќе пари. Потоа профилот на Худини почна да расте како уметник на бегство, на такви трикови за бегање во некои предмети, врзан на предмети или некои такви слични ситуации. Така. Худини приличи едници луѓе поради чистата драма и извореност во неговите настапи. Еден типичен чин би го вклучил Худини, врзан со синџир и фрлен во заклучена кутија, врзана и пондарирана, која потоа се фрли во вода. Худини секако излегува од неја секој пат. Во 1908 година Худини премиерно го изведе своето неславно шоу со боцата со млеко. Прво, боцата за млеко исполнета со вода беше прегледана од присутните.
Худини со улиците на рацете, потоа беше притиснат во конзервата за млеко, која беше запечатена со 6 катанци. Се поведеше завесата и публиката го задржа здивот заедно со потопениот волшебник. Во рок од 2 минути Худини некако ќе се слободи и излезе од позади бозата со млеко, околу која се уште има катанци. За време на неговиот живот никој никогаш не дознал како го направил тоа. Многу сум восхитен од овој трик. Значи тој перформирал во едно шоу каде што во една боца со млеко, значи таа он имал катанци на неговите раце и влегува во боцата со млеко, таа била околу 1,50 м висока толку, да. И тој влегува во нејзе со катанци на рацете и плюс боцата била врзана со катанци, самата боца околу нејзе била врзана со катанци. Потоа нели завесата ја спуштиле и за 2 минути тој излегол од боцата со млеко, катанците биле се уште на боцата со млеко, а тој излегол и тоа е многу феноменално од негова страна. И тоа било нели најдоброто од неговите трикови што никој никогаш не дознал како го направил тоа. Худини имаше наклоненост не само да создаде своји неверојатни трикови, туку и да изведе трикови на други волшебници, но на подобар начин. Например, британскиот волшебник Чарлс Морит направи живо магаре дичеза на сцената. Худини му плати на Морит за правата да го изведе трикот, а потоа свати како да го направи тоа, но со слон. Според Џон Кокс, автор на веб страната Худини, Диви за Хари, цитирам: "Се уште не знаем како тој го направи трикот со слонот. Тој ги худинизираше своите подвизи на магија. Неговиот ум секогаш размислуваше, секогаш иновираше." Така, значи, уште еден извонреден трик на Хари Худини, значи британскиот волшебник Чарлс Морит, нели тој бил таков магионичен како него, направил магаре да исчезне на сцената. Потоа Худини си рекол: "Аха, ова е интересно, зашто да направам слон да исчезне на сцената", и тој успешно го направил тоа. И потоа авторот на веб страницата за Худини во тоа време, нели, тој бил автор на книга, се извинувам, Џон Кокс, потоа рекол: "Се уште не знаем како го направи трикот", тој секогаш ги на свој начин ги правеше триковите, секогаш размислуваше, секогаш ги иновираше триковите. Дел од причините зашто повеќе од 100 години подоцна се уште не ги знаеме точните трикови за настапите на Худини, и затоа што тој толку добро ги чуваше своите тајни, иако беше предпазлив кон имитаторите, Худини не ги патентираше своите трикови, бидејќи во процесот на патентирање ќе треба да даде детално објаснување за тоа како функционираат. Тие објаснувања биле јавно достапни, затоа би уништиле магијата. За да го избегне ова, за неговиот кинески трик со вода, Худини го поставил трикот на сцената во Англија како представа со една акција со само едно лице во публиката. Ова му возможни на Худини да го заштити авторскиот чин, наместо да го патентира, што значи дека никој друг не може да го изведе трикот и како тој го оствари овој трик ќе остане тајна. Додека Худини негуваше мистерија околу неговите подвизи, што се спротивставуваше на смртта, тој никогаш не тврдеше дека неговите способности се надприродни, се извинувам. Сушност, Худини ги мразеше тврдењата за вонземски сили, станувајќи еден од водечките критичари на спиритуалистичкото движење што добиваше интензитет во Европа и Соединетите држави по Првата светска војна. Во 1890-те Худини и неговата супруга Бес се измачуваа во практикување спиритуализам, оби да се повикаат мртвите во јавност по истражувањето на имињата на локалните гробишта. На Худини не му требаше многу време да свати дека целата практика е глупост. Така че тој бил јавен критичар на спиритуалистичките движења и го негирал нивното постоење и рекол дека тоа е жива глупост. Според познатиот волшебник Телер, цитирам: "Кога сте професионален волшебник, сакате да видите вашата уметност почитувана за она што е, а не е злоупотребена за да ги доведе во заблуда луѓето за она што е уметност." Худини на крајот ќе продолжи да присуствува на сеанси тајно, изложувајќи ги јасновиците како едноставно квалификувани изведувачи. Тој исто така ќе ги рекреира нивните трикови на своите изложби, тврдејќи дека нема ништо наприродно во тоа. Сена се Худини помина години убедувајќи се да ги изложи читателите на умови и јасновиците како измамници, измамувајќи наивен народ кој подоцна би можел да страда од вистинска тага предизвикана од нив. И додека јасновиците сеансите не беа познати за јавноста, одмостата на Худини беше лична. Во 1913 година, додека Худини беше во Шведска за настапи за нивното кралство семејство, Сесилија Вајс, мајката на Худини, почина. Худини, само прогласениот мајкин син, наводно бил толку погоден на весите што се онесвестил и неконтролирано плачал.
последователно. Иако веќе закочил лично дека спиритуализмот измама, тој заволно барал вистински јастовидец за да се обиде да контактира со неговата почината мајка. Значи така за време на неговото критикување на спиритуализмот, неговата мајка меѓувреме починава и тој иако не верува во тие работи си рекол нели толку бил очен што си рекол може да го пробам, таа мајка ми почина, нема што да правам, па зашто да не пробам со нив за да стапам во контакт со мојата почината мајка. И останува да видиме. Во 1922 година Худини беше поканен на сеанса што ја одржаа Леди Дойл, сопругата на неговиот пријател Сер Артур Конан Дойл, автор на Шерлок Холмс. Сер Дойл веруваше дека преку спиритуализам може директно да комуницира со својот син Кинсли, кој трагично почина во епидемијата на инфлуенца во 1918 година. Понатаму, Сер Дойл веруваше дека само Худини поседува надприродни способности, нешто што Худини категорично го негираше. Како и да е, се чини дека во сите на Сер Дойл под нароците на Худини од другиот свет беше барем делно причината зашто започна пријателството на овие две славни личности. На сеансата спроведена од Леди Дойл, одржана во хотелот Амбасадор во Атлантик Сити, Леди Дойл 3 пати тркна на масата и тврдеше дека е во контакт со мајката на Худини. Леди Дойл напише 15 страници со пораки за Худини кои се заблагодари на Дойл, кој потоа се заблагодари на Дойл и си замина тивко. Иако многумина можеби ги пребарува страниците за да добијат утеха од некој близок што починат, Худини избумна и си замина. Сите страници беа на англиски јазик што неговата мајка никош не го зборуваше. Значи, и ова го убедило дека целата тоа е измама и дека не постојат такви работи кои јасновици, гатачи и спиритуализам. Со други зборови, нели, Худини беше поканен на сеанса која што ја држува фамилијата Дойл. Тоа било мажот Сер Артур Конан Дойл, тој бил авторот на Шерлок Холмс, нели, и неговата жена. И тие двеца сакале да направат сеанса каде што ќе го повикаат нивниот починат син. Исто така на таа сеанса ја поканеле и мајката на Худини и преку нели Леди Дойл, мајката на Худини не испрати порака за Хари Худини, но сепак наводно нели напишува таа 15 страни листови како порака од задгробниот живот што некако таа ги добива, но сепак тие листови биле напишани на англиски јазик што мајка му никош не ги зборувала и тој тогаш се налути, избунува и си заминал, нели, и рекол дека ова е нонсенс, дека ова е ништо, така. Худини исто така започна да држи предавања низ целата земја за измамнички спиритуалистички феномени. Одејќи до таму што сведочеше пред Конгресот во 1926 година, лобирајќи за предлог закон за регулирање на јасновиците и гадачите, потенцијално законувајќи се дека ќе им наплати на оние што се преправа дека гледаат инината на некој за награда или за надомест, со кривично дело. Така што тоа отишло до таму што сведочи пред Конгресот дека сите тие ствари се превара и дека тие го прават тоа само за пари и ништо друго и дека целото тоа гледање на инината е лажење за да добијат пари. И тие им се заклина дека со кривично дело ќе направи Худини, ќе помогне во тоа да се направи закон да се осудуваат таквите луѓе. На 11 октомври 1926 година Худини го скрши левиот гушт за време на настапот во Албани, Њујорк. Како убедлив професионалец, Худини го заврши настапот да отиде спротивно на наредбите на докторот, упатувајќи се на следниот настап во Монтреал. Додека беше во Монтреал, Худини одвои време надвор од својот распоред за едно неговите омилени универзитети, држејќи предавање на универзитетот Мегил за тоа што се измамнички спиритуалисти. По изведбата неколку часа подоцна некои студенти по медицина од Мегил го посетија Худини во неговата собликувална. Еден од студентите, Гордон Вајтхед, неверојатно затоа што го интригирал репутацијата на Худини како фрајер со неверојатна сила, праша дали може да го удри мегеничара во стомакот. Худини рече да, но пред да може да го стегне стомакот, студентот зададе неколку брзи силни удари. Худини таа вечер почна да се жали на грчиве во стомакот. Значи така имаме еден интересен случај. Така, значи, после неговиот настап во Албани, Њујорк, тој го скрши гуждот, но наспротив препораките докторот да одмори некое време, тој се упати во Монтреал и додека бил во Монтреал, тој отишол во универзитетот Мегил, таму држал предавање за
спиритуалистите кои што мислеа дека се измамници и за време, тоест после тоа предавање, неколку студенти дошле во собликуваната на Худини и еден од нив рекол сакам да те удрам во стомакот, не знам за која причина го направил тоа е многу смешно според мене, сакам да те удрам во стомакот, Худини сепак се согласил, му дозволил на студентот да го удри во стомакот, но пред да Худини се спремил да се стегне, студентот нели брзо задал неколку брзи и силни удари, името на тој студент патем било Гордон Вајтхед и ќе се навратиме на овој случај подоцна. Худини таа вечер почна да се жали на грчи во стомакот. За време на 15-часовото возење со воз до следното шоу во Детройт, Худини веќе чувствуваше голема болка како во стомакот, така и скршениот гушт. Тој пристигнал во Детройт со температура од 39 степени. Доктор беше донесен во театарот и му диагностицираше на Худини акутен апендицитис и му рече на волшебникот дека треба итно да оди во болница. Худини одби, очигледно изјавувајќи: ќе го направам ова шоу дури да ми е последно. Худини некако успеа да го изведе шоуто и на крајот неговата сопруга го убеди конечно да оди во болница. На 24 октомври Худини имаше итна операција за отстранување на неговото веќе пукнато слепо зрело. Тој беше подложен на втора операција на 28 октомври, но на 31 октомври 1926 година Хари Худини подлегна на тежок случај на сепса. Така, значи, ова е централната случка. Тој на 31 октомври 1926 после две операции умира од сепса, предизвикана нели од апендицитисот кој што му го диагностицирале. Да кажам дека теориите кои што ќе ги читаме за кратко се многу кратки и нема некои конкретни докази, многу се кратки можам да кажам и можам да кажам дека се чисто шпекулирање за тоа како и зашто умрел Хари Худини. И можеме да почнеме со теориите. Мојата прва теорија е дека Вајтхедовата желба да го удри Худини во стомакот случајно го предизвика апендицитисот што доведе до смрт на Худини. Меѓутоа, според студијата од 2013 година во светскиот вестник за зидна хирургија, апендицитисот како резултат на травма со удар во стомакот е исклучително редок до тој степен што се уште се расправа дали може да се случи. Се разбира, се уште постои можност Худини да развива воспаление на слепото зрело независно од ударите. Во секој случај оваа теорија претпоставува дека Худини едноставно бил жртва на случај на лоша среќа и дека одбивањето медицински третман сигурно не помогнало. Така, значи, првата теорија кажува дека Вајтхед кога го удрил Худини во стомакот му предизвикал апендицитис, но сепак тоа е многу редок случај дека од удар може да се предизвика апендицитис и се уште постојава можност дека Худини коинциденцијално го развил воспаление независно од ударите, значи тој веќе имал апендицитис пред да го удри Вајтхед или пак после тоа да го развил, ама независно од ударот. Исто така тоа што не сака да оди на доктор, тоа уште повеќе му ја разрушило ситуацијата. Втората теорија е поврзана со првата теорија и може да се рече како гранка од првата теорија и може да почнеме. Втората теорија е дека Вајтхед беше убиец испратен да се обиде да го убие Худини со удирање до смрт. Худини немаше недостиг од непријатели, без разлика дали тоа беа другите меѓунаучари кои му беа конкуренти, индивидуалните катачи што тој ги опишуваше кои знамености, што го дискредитира или целото поради на спиритуализмот за кој го бираше да ги направи незаконски. Можеме некој се засити од Худини и сака да го спречи да направи поголема штета. Мора да се признава теорија малку слаба, како што веќе рековме, апендицитисот предизвикан од травма, ако воопшто постане многу редок, значи би бил прилично неефикасен опит за убиство, за кој да го избрал тоа како средство за убиство. Да, втората теорија морам да кажам дека е многу слаба, затоа е како полутеорија од првата, дека Вајтхед сепак го предизвикал апендицитисот на Худини, но сепак тој бил испратен убиец, намерно да го удри Худини во стомакот, нели тоа би објаснил зашто Вајтхед сака да го удри во стомакот, нели тоа ми е малку ме чудно што сака да го удри во стомакот, но сепак ова исто како првата теорија е многу ретко, нели, како што кажав, тоа е многу ретко да удар во стомакот предизвика апендицитис и можеме да почнеме со третата теорија. Третата теорија е дека некоја спиритуалистичката земница го отру Худини додека бил во болница. Веќе споменавме потенцијалната мотивација за убиство спиритуалистичката земница и според биографската книга на Худини, Тајниот живот на Худини, тројниот беше нивно предпочитан метод за убиство. И покрај смртта на закани, Худини без патување низ турнеите, без обезбедување,
освен што објаснува зашто случајни студенти по медицина сакаат да го удрат во стомакот, тоа значи дека би имало многу прилика за спиритуалистот, за некој спиритуалист со шприц да дојде во болницата каде што бил Худини и да му призга некој материјал со шприцот додека тој се оправува од операцијата. Худини беше погребан без направена обдукција, што значи дека не постои доказ за негирање или докажување на оваа теорија за точна. Така значи, како што кажав, теориите за смртта на Хари Худини се многу неподдржани, но се кратки како што видовте. Лично мислам дека третата теорија, според тоа што ги набројавме и според тоа малку докази што имаме, третата теорија по мене е најизвестна, дека тој се оправува и дека се оправува од операцијата, дека лежал во болницата, некој со шприц дошол и го отрува или како и да е. Дали тој некој што го отрува бил од спиритуалистичката заедница или бил кој друг непријател, сепак може да се каже дека го отрува. Било како, со ова ја заклучуваме 7-та епизода од втората сезона на Are You Scared? Како што кажа, ова е последна епизода од втората сезона. Се надевам дека ви се допадна оваа епизода. Се гледаме за некој подолго време, можам да кажам, пријатно, и нека имате линковите Instagram и Twitter, фоловете за нови новости во врска со третата сезона на Are You Scared? Пријатно, чувајте се, се најдобри.